60-годишниот Ѓорги Николов од Кочани, кој е еден од основачите и член на Сдруженијето Јосип Броз Тито, беше единствениот македонец кој учествуваше на одбележувањето на 78 годишнината од историскиот Игмански марш во Република Босна и Херцеговина. На маршот годинава имало над 20.000 граѓани од сите републики и покрајни на некогашна Југославија, како и антифашисти од Австрија, Италија и Русија. Николов, кој меѓу граѓаните на Кочани е познат и под прекарот Тито, ја имал честа од името на македонскиот народ да им се обрати и да ги поздрави учесниците на маршот. Според него, огромна чест била да се биде дел од огромниот број почитувачи на славното историско минуто од Втората светска војна, во кое значајно место има токму маршот на планината Игман, во должина од 11 километри. На маршот имало зимски услови и снег, какви што имали партизанските борци пред повеќе децении. Сепак, вистинско задоволство за сите учесници представувало сознанието дека меѓу нив е и единствениот се уште жив борец Албин Приберник од Словенија, кој во периодот на Игманскиот марш имал само 12 години. Во рамки на свеченоста, на падините на планината Романија се одржал голем историски час како потсетување на настанот што се одиграл во периодот на Втората непријателска офанзива. Игманскиот марш е една од најголемите воени операции што ноќта помеѓу 27 и 28 јануари 1942 година и организирал штабот на првата пролетерска ударна бригада за да го избегне опколувањето од германските фашисти. Околу 500 борци по висок снег и температура од минус 38 степени Целзиусови по пешачење од 19 часови успеале да стигнат на слободната територија во градот Фоча во Босна и Херцеговина.